Демнењето и сексуалното вознемирување стануваат кривични дела. Ова е дел од имплементацијата на Истанбулската конвенција, со што и законски ќе се допрецизира заштитата на жените. Денес во приказна ќе говориме за оваа тема. Познатата адвокатка Марта Гусар лично почувствува шок, односно траума од онлайн демнење. Беше споделен низиниот службен телефонски број на јавна соба за, како што напишал демначот, дискретни средби. Шок е секогаш, значи без разлика дали јас си ги знам правата или не, како шок, нели, како момент кој што не е пријатен се случува и навистина ми требаше добри неколку сати додека се соземам што и како се случува, дека мене ми се случува и дека прво не ми беше јасно што сакаат од мене, затоа што кога ми пушта некој кога ме прашува дали може да се види, јас очекувам дека да се види како адвокат, нели, дека му треба услуга адвокатска, нели, дека му треба бара он од мене друга услуга. Така што чувството не е исто, јас верувам дека без разлика дали е некој адвокат или си ги знае правата или не, непријатно е. Како би се помогнало за тоа што полицијата е таа која што треба да ни помогне. Ние како лаици, јас ги знам моите права, меѓутоа било која друга жртва која што не е дел од оваа област или од адвокатурата или правото, не може да знае како треба да пријави. И нормално е да не може да знае, затоа што нели сите ќе беме и доктори, и адвокати, нели се вака имаме само одредена област. Кога ќе се пријави во полиција, полицијата е таа која што треба да го истражи тоа. И тоа не треба да биде во еден образец на навистина кога ќе видиме дека ние впрочем испитуваме жртва на база на образец. Степенот на ризик е дали се чувствува безбедно, дали не се чувствува безбедно, што се случува, значи тоа е стерилно и не може да се излече она што им треба на полицијата како податок за да може да заштити жртвата и да ја упати каде треба на друго место. А впрочем и во тој период немавме нели измени на закон, немавме вакво кривично дело. Дури ни самото МВР не знаеше што треба да направи во врска со тоа. И навистина не знаеа што да направат, се додека не се крена нели протестот за да може да предпредемаат действија и пак ништо не се предпредема. Меѓутоа она што би можело да го кажеме да жртвата не може да знае како. Треба да знае тој што е стручен таму, затоа е таму работи, значи на таа област е стручен. Меѓутоа, барем ако ништо друго да биде поексплицитно објаснето што стварно се случува, за да може да се извлече заклучок и да се даде помош. Затоа што или еве кај мене кои ќе дојдат, ако мене не ми се каже секој детал што се случило, јас можеби нема да можам да го утврдам постоењето на насилството. Дали е демнење, дали е полово вознемирување, било кој вид на дел. Така што затоа викам, чувство како чувство ќе постои, стравот верувам дека ќе биде многу поголем, нели кај тој кој што не си ги знае своите права, ама битно е да се објасни кој ќе се оди во полиција да нема срам. Најчесто е срамот во прашање или со тоа дека мене ќе ме вратат сега веднаш и ќе ми се изнасмеат, нели како пошто тоа се случувало, па нели го водиме како нешто што е нормално, не треба да е нормално. Ништо нема да ни се случи и да ни се изнасмее тоа службено лице кој ќе се обратиме. Битно е ние да ја побараме помошта, малку похрабро, ама сега тоа сам себично да го кажам похрабро, не е секој храбар, дури јас не сум за се храбра, па не некој кој што не ни знае што му се случило впрочем. Личноста која е демнета треба да си ги знае своите права. Според статистиката, секоја втора жена барем еднаш се соочила со демнење. Првата борбена линија секогаш јас кога викам нели кога некој ќе биде загрозен, некаква сигурност нели ќе биде загрозена, дали од партнер, дали брачен другар, дали не знам некој кој што е нели соработник, може и соработник да биде, а сепак е како резултати на родово базирано наследство, нели? Прво се пријавува во полиција. Нели првично нешто кое што ми текнува е дека во полиција. Можеби кога станува збор за брачен другар, да им текне дека може центарот за социјална работа да биде вклучен, меѓутоа претежно одиме во на 112 вртиме или одиме во полициска станица.
од таму треба да не упатат, односно да не ја земат изјавата со сите детали што и како се случува и да го известат Центарот за социјална работа дека треба да се преземат действија, нели, за мерки со тоа што и самата полиција има МВР има можност да преземе мерки за заштита од насилство. Значи, а дополнително со новиот закон, значи кривичната пријава да оди по итна постапка, нели, во кој што ќе оди до обвинителство и ќе може да се преземаат действија со цел за брза заштита. Значи, тука ни треба ажурна и брза заштита, не е само пријавата па после 15 дена или после 20 дена. Во тој период од 15-20 дена или па 3 месеци, жртвата е цело време изложена на истиот ризик. Нема заштита. Што значи дека треба и полицијата брзо да делува и обвинителство брзо да делува, нели? Сега тука и обвинителство е најголема клучна улога ќе игра во сето ова. Се надевам дека таму веќе ќе имаат можеби, не знам, како посебен оддел, нели, за овие дела или па ќе се земат како поитни постапки, па побрзо ќе се спроведуваат. Така што затоа викам од полицијата го известува МВР, центарот се зависи дали станува збор за брачна заедница, дали се зависи, нели, во каква ситуација сме. И обвинителство потоа постапува, нели, итно, ажурно и брзо, за да можеме да стигнеме со разрешница. Жртвата сепак на крајот може да излезе како победник од целата оваа несакана ситуација. Јас само се надевам дека нема сега веќе да се прикријат. Со оглед на тоа дека сега не знаат дека е кривично дело и дека може да дојде до затворска казна и слично. Па така што особено за онлайн зборувам за демначи, само да не се прикријат од лажни многу профили, па да не можеме ни да стигнеме до тоа, да видиме кој е впрочем демначот. А се надевам дека сето ова ќе придонесе да прекине тоа и да престане тоа, затоа што и така е, значи не постои демнач кој што има некоја ситуација, нели, психичка за кој што зошто би демнал некој ако, нели, ево нормална состојба здравствена. Така што тука ќе треба и друга помош, нели, за негова, ама затоа па се надевам, навистина се надевам дека ќе се намали, односно прво кога ќе почнат казните, нели, кога ќе веќе ова се имплементира и кога веќе ќе постигнат првите казни, дали ќе бидат затворски условни, не е важно, мислам дека тогаш ќе се свати сериозноста на кривичните дела и на измената на законникот, па се надевам така ќе го минимизираме, односно ќе ги намалиме целосно. Статистиките на анализите направени во Европа и САД укажуваат дека еден демнач ја демне жртвата најмалку 2 години пред да настане потешко кривично дело, како тешка последица, како тешка телесна повреда или убиство, односно фемицид. Што е демнењето? Откриваме во истражувањето кое што го направивме. Демнење е форма на намерно опасно однесување кон друга личност. Ваквото однесување има форма на закана, влевање страф и доведување во ризик на жртвата, која постојано се плаши за својата безбедност. Демнење е ново кривично дело кој што за прв пат се воведува во нашиот кривичен законник, но не е толку ново и непознато како действие, бидејќи уште во 2021 година нашиот законодавец го стави во поимникот на граѓанскиот закон за спречување и заштита од насилство во жени и семејното насилство. Ова опфаќа и повторливо опасно однесување кое вклучува следење, воспоставување несакана комуникација во живо преку телефонски повици и пораки, како и преку социјалните мрежи и модерните технологии. Демнењето, основното битие на демнењето е да има повторливост на действието. Тоа е едно од најважните работи, со тоа што повторливоста значи дека мора да се случи повеќе од еднаш. И мора сите тоа да бидеме свесни дека треба да биде препознаено. Насилникот цели постојано да ја даде до знаење на жртвата дека е наблюдувана и следена. Демнењето може да премине и во физичко, со појавување на места каде жртвата често се движи, како на пример работно место, кафулиња и ресторани, каде излегува, настани на јавни простори и слично. Кулминацијата може да се случи кога ќе има физичко оштетување на личниот имот на жртвата, закани дека ќе повредат луѓе кои ги сака или нејзините миленичиња, но и крадењето на идентитетот за да се злоупотребува нејзиното име онлайн. Демнењето како демнење може да се изврши на различни начини. Може да се случи во јавниот простор, те следи од работа, те следи од домот, те ги следи сите твои движења, ти навлегува во личниот простор, во твојот приватен личен простор, но демнењето
може да биде и со злоупотреба на твоите лични податоци, демнењето може да биде преку кој да било средство за комуникација. Најчесто социјалните мрежи, кои што сите кај нас веќе ги користат. А последицата веќе ја кажав. Загрозеност, загрозување на својата сигурност и нормално вршење на психичко малтретирање на една личност кој што се повторува. Жртвата ќе знае дека е демнета затоа што нема да го препознае како збор, но ќе знае дека има лошо чувство, дека е заплашена и едноставно личноста се појавува цело време на места каде што е таа или ја чека. Демнењето како действие треба да ја загрозува нашата сигурност, односно последицата од демнењето е да ја загрозува нашата сигурност, да бидеме исплашени и да не се чувствуваме убаво, односно да бидеме вознемирени. Една од основните работи што сакам да кажам за демнењето е дека жените го препознаваат. Последната студија на ОПСЕ од 2019 година го даде податокот дека 30% од испитаничките го препознале демнењето, но истото не го пријавиле бидејќи никаде не било инкриминирано. Анализите покажуваат на повеќе кратни штетни последици по менталното здравје кај жртвата. Негативните емоции и физички симптоми вклучуваат анксиозност, депресија, тага, лутина, страв, срам, изолација, ниска самодоверба, параноја, болки во стомакот, напади на паник, се до самоповредувачко однесување. 9 студии покажуваат дека некои жртви се самоповредиле или имале самоубиствени мисли, а неколку изјавиле и дека се обиделе да се самоубијат. Морам да напоменам, кога зборуваме за демнењето, се уште немаме статистиката, врз основа на која што можеме да извадиме податоци. И мора да ни биде јасно дека ние како држава имаме проблем со податоци. Кај нас се уште Министерството за внатрешни работи и Центарот за социјална работа, и ги повикувам како основни институции кои што се на првата линија, кога треба да се даде првичниот одговор за заштита на жртвата, ние нема податоците за родовото базирано насилство и за овие форми на насилство. Семеното насилство е се уште тоа за кое што се води статистика во нашите институции. Се работи на протоколите кои што треба да ги сменат овие работи за да можеме да имаме статистиката не само од овие институции кои што вие ги напоменав, него и од обвинителството и од судството, посебно за кривичното дело денење кое што сега за прв пат е инкриминирано и веќе од март месец јавните обвинители, полицијата и судовите веќе може да почнат да постапуваат. Демнењето треба да се пријавува. Ќе оставиме да видиме судската пракса, како и обвинителството, како ќе почнат да постапуваат и како ќе почнат да се процесираат овие предмети. Она што треба да знаат сите жртви е дека мора да се пријави насилството. Македонија има многу низок процент на пријавени, регистрирани случаи на насилство. Само 2% од случаите стигнуваат до некоја инстанца кај нашите институции. Бројката е петтократна. Сивата бројка на непријавени случаи е многу поголема од она што ја читаме од извештаите, независно од која институција го земаме. За прв пат во кривичниот законник се вметнуваат кривични дела како демнење и сексуално вознемирување. Ова е дел од имплементација на Истанбулската конвенција, со што и законски се допрецизира заштитата на жените и се внесуваат нови кривични дела, кои досега кај нас не постоеле, а со нив законски се штитат жените од вознемирување и напади. Со најновите измени во кривичниот законник во февруари оваа година, кои измени беа во собраниска процедура 2 години, значи долго време се чекаше на овие измени, и во кои измени е имплементирана Истанбулската конвенција за заштита на жените од родово базирано насилство, е воведено ново специфично кривично дело демнење. По извршена компаративна анализа утврдено дека такво дело, како што е сега во македонскиот кривичен законник, постои единствено во Финска, а останатите западни демократии користат другите одредби од кривичните законодавства нивни за да ги казнуваат таквите дела. За прв пат законските измени ги вклучуваат и медиумските работници. Во таа насока изработен е протокол кој нуди практични чекори како да постапат новинарите кои се предмет на закана преку социјалните мрежи или интернет воопшто.
Ова е еден нов протокол за дополнителна заштита на новинарите, овој пат и со посебен осврт на новинарките, кои што заеднички како работна група, а пред се предводени од Сдруженијето на новинарите на Македонија и од Министерството за внатрешни работи, го подготвивме за да остави трага и да помогне да се зголеми безбедноста, особено кај новинарките. Живееме во свет во кој што интернетот на вистина е премногу достапен, а сведоци сме дека и овде во нашата држава, меѓутоа и во земјите во регионот, па и во Европа, не се имуни вработените во медиумскиот сектор од заканите кои што до нив доаѓаат речиси секојдневно и по интернет. Понекогаш заканите можат да бидат бенигни. Тие се дури не обраќаме внимание, некогаш и тешко ги препознаваме. Меѓутоа, овде во протоколот наведовме и многу примери на дрски закани кога имало реални опасности по животот и здравјето на новинарите и на новинарките, и затоа се поддржани, се разбира, од партнерите на Сдруженијето на новинарите, подготвивме протокол кој што ќе има за цел да ги превенира несаканите последици кои што може да настанат. Овој протокол така и го представуваме во јавноста. Од една страна, ова ќе биде силна порака за новинарките и за новинарите се разбира, но и во целина за сите медиумски работници, дека Министерството за внатрешни работи е подготвено да ги превземе навреме сите мерки кои што ќе водат кон нивна дополнителна заштита. Прво, да се превенира закана, која што ќе биде сериозна, реална, и потоа, доколку се случи такво нешто, веднаш и бргу да се реагира, односно да се почне постапка за пронаоѓање на сторителот, што во овој случај е многу важно. И второ, веројатно и поважно од ова првото, е силната порака, која што ние како општество, а пред се полицијата и Сдруженијето на новинарите, ја упатуваме на јавноста, односно на лицата кои што понекогаш и лекомислено, понекогаш и со можеби не толку сериозни намери, но сепак го загрозуваат овој простор кој што има потреба од целосна слобода, затоа што живееме во демократија. И се разбира, сега кога веќе го имаме, ова е силна порака за луѓето кои што ќе се дрзнат утре да се закануваат, два пати да размислат, затоа што има отворена линија помеѓу полицијата и секој новинар, односно новинарка, и која што ќе функционира релативно на едноставен начин. Анализата што ја водат новинарските здруженија покажа дека од сите напади, вкупниот број на напади кон новинари, над 65% се кон жени новинарки, а од тие напади е симптоматично што 80% се онлайн напади. Што е тука важно да се напомене? Самите сторители се охрабрија на некој начин од кога почна корона кризата, бидејќи многу е полесно за нив да го сокријат својот траг кога вршат напади онлайн, преку скриени профили, преку скриени VPN IP адреси, тоа знаат IT експертите. И е многу тешко или воопшто не е едноставно да се влезе во траг на тие сторители. Затоа едноставно тие се охрабрија. И секако, жените, особено жените новинарки кои работат истражувачко новинарство, кои тангираат работи од јавен интерес, се полесни мети за напаѓачите, бидејќи се поранлива категорија. И е многу важно да се напомене, бидејќи дека тука жените се двојно дискриминирани кога се напаѓани од мажите новинари, бидејќи тие се нападнати прво врз основа на родово базирано наследство и закани, и врз база на нивната професионална ангажираност. Значи, двојно се дискриминирани и фактички интензитетот на тој напад кон жените новинарки е и доста посилен. Демнењето, заканите и нападите ја нарушуваат безбедноста на медиумските работници. Кривичниот законник веќе ги предвиде како кривично дело и едноставно просторот кој што досега беше само делумно регулиран, сега да речеме е во целост регулиран и треба сите да бидат свесни. Незнаењето никого нема да извади од одговорност, не смеат да се закануваат преку социјалните мрежи. Не смеат да користат терминологија која што ќе го загрози другиот, која што ќе му предизвика страф и несигурност, која што ќе предизвика некој новинар или новинарка да се откажат од истражување на одреден случај заради притисоците кои што може да им се случат по пат на интернет. Со овие законски измени, заштитата на медиумските работници и жените се издигнува на многу повисоко ниво. Не случајно овде фокусот е токму на новинарките. Нашето истражување кое што го спроведовме во земјите во регионот и во неколку земји од Европската унија, пред се Франција, Германија, Холандија, Белгија и други, укажуваат дека 3 од 4 случаи заканите се кон новинарките. Тоа воопшто не е случајно, тоа е и разбирливо. Тие се понежни, еве да се изразам. Повеќе се подложни на
притисоците кои што другите ги прават. Мажите на различен начин ги перцепираат заканите за разлика од жените. Кон маж можете да упатите сосема поинаква закана, но кон жената таа закана може да биде многу сериозна. Заради нејзината професија, заради нејзиното потекло, заради нејзините карактеристики, затоа што таа во случаите е многу поподложна и од семеен аспект, но и од професионален аспект. И токму затоа фокусот го ставаме на нив. Тие ќе можат сега на многу едноставен начин веднаш да разговараат со одговорното лице, веќе определено од страна на Министерството за внатрешни работи, да добијат совет како треба да се заштитат и како треба да постапат понатаму. Дополнително, овде има многу корисни совети за сите вработени во медиумскиот сектор, за нивните колеги, како да ги поддржат своите колешки кога ќе бидат нападнати. А тоа се реални ситуации, овде не зборуваме за нешто што нам не ни се случува или е далечно. Не, напротив, ова е нашето секојдневие. Уште повеќе, овде упатуваме порака и до уредниците во медиумите, како тие кои мерки треба да ги превземат за да ги заштитат своите вработени и во фазата на превенција, но и тогаш кога ќе се случи ваква несакана, да речеме, состојба. Очекувањата се дека измените ќе влијаат врз безбедноста на медиумските работници. Се надеваме дека ќе се поместат, за тоа и беше целта на овие измени, да се одврзат рацете на јавното обвинителство да ги гони овие сторители по службена должност. Затоа се воведува и вакви квалификувани форми на овие кривични дела. Бидејќи досега праксата покажа за онлайн закани и напади дека обвинителството многу ретко не покренува постапка како овластен тужител екс официо по службена должност и ги оставаше жртвите сами да се ја бараат правдата со поднесување приватни кривични тужби. За жртвите тоа е многу покомплицирано, бидејќи прво сноси поголеми трошоци, а второ треба лично да се соочуваат како приватни тужители со напаѓачите, што дополнително го зголемува така наречениот ефект на ладење кон новинарите, се откажуваат да известуваат понатаму на темата на која што известувале и за која што биле нападнати, и тоа е доста страшно за новинарството воопшто, бидејќи едноставно новинарките повеќе нема да го работат тоа што одлучиле да го работат. А не е тоа целта. Целта е да се заштитат и да се вршат својата професија без никакви препреки и така. Ајде дозволете ми да направам една паралела со новите протоколи за заштита од лажните закани за бомби по училиштата. Од кога тие почнаа да се применуваат, ние веќе живееме во едно сосема поразлично, помирно време. Учениците одат безбедно во училиштата, родителите се на своите работни места без да размислуваат за безбедноста на своите деца од аспект како што тоа беше до почетокот на март. Овој протокол треба и јас очекувам да има иста тежина во општеството. Сега секој знае дека со овој протокол ги воспоставивме стандардите на однесување на интернет кога станува збор за односот помеѓу мене како граѓанин кој што користи интернет, слободно се разбира, и вас, новинарите, медиумските работници и новинарките. Очекувам дека заканите кои што досега беа можеби не секојдневие, меѓутоа се случуваа бројни такви примери на неделно, на месечно ниво, ќе се намалат до таа мера што за ова ќе зборуваме како за некое минато. Со измените во кривичниот законник се воведуваат квалификувани форми на тие кривични дела. Односно, ако тоа кривично дело е извршено кон новинар, адвокат, при вршење на семејно насилство, со родово базирано насилство, се законодавецот одредил повисоки санкции. Со значи дека се заканува казна затвор, да речеме, до 5 години и повеќе. Што значи дека се зголемува, се унапредува кривично-правната заштита на жртвите со воведување квалификувана форма на тие кривични дела. Со новите измени на законот се предвидува дека со парична казна или затворска до 3 години ќе се казни човекот за кој судот ќе утврди дека ве следи, прогонува, психички ве вознемирува, злоставува или застрашува, лично или преку пишана комуникација, како и ви ги злоупотребува личните податоци. Казната е поголема ако ова дело го стори близок човек, односно сегашен или поранешен интимен партнер, како и доколку делото е сторено кон дете. Тогаш казната може да достигне и до 5 години затвор.
сите можеме да бидеме жртва на демначи, но се чини дека јавните личности се малку поподложни на демнење и физичко, но и во најново, во поново време на интернет или онлайн демнење. Какво е вашето искуство во таа насока? Сте имале ли искуство со некој кој што ве следел, ве демнел и во едната опција и во другата опција? Убаво кажа Вики, јавните личности сакали или не го носат тој товар на изложеност кон јавноста. Кога се работи за критики за нашата работа, па дури и негативни критики, секако се добре дојдени. Ние треба да го слушнеме гласот на нашите гледачи, на нашите слушатели, да ги прифатиме и тие критики, доколку се во контекст на некоја нели добронамерност и конструктивност. Но скоро 3 децении работам оваа професија новинарство и неизбежно е ова што го зборуваш, да сме изложени и на критика која во себе носи злоба, која во себе носи навреда, која во себе носи дискриминација. Ќе бидам конкретна, да, сум била изложена во повеќе наврати на вакви форми на навреди, на дискриминација по верска, национална припадност, па дури и по тој родов клуч. На почетоците од мојата професија, кога работев во еден од националните медиуми, имав една состојба, ситуација, после завршување на дневникот, например, добивав анонимна пратка од непознат човек, внатре честитка, некој CD со музика, честитка во која што имаше не баш толку пријатна содржина за читање. И на крајот од честитката пишуваше: ова ќе продолжи. За среќа не продолжи, застана на сето тоа, но беше еден од моите први моменти кај што имав вознемирување, зборувам од еден таков облик кој што може да предизвика нели страв кај нас. Како се чувствувавте во тој момент? Најпрво, еве, се присетувам на самиот момент, пакетчето стаса на портирница. Тогаш самите онлайн медиуми беа во зародиш, не беа популарни, не постоеше ниту Инстаграм, па дури ниту Фејсбук не постоеше. И сето тоа се случуваше на оној традиционален начин по пошта. Кога го добив пакетчето, нормално не знаете, првиот момент е изненадувачки. И тоа се случува веднаш од како што излегувате од студио, портирот ве пречекува и вели: ова е за вас. Кога го отворив тоа, CD внатре честитка. На CD-то не знаев што има. Музиката беше инструментална, ги замолив колегите да ми ја преведат, некои чудни песни, некои чудни музики со чудни пораки внатре. И честитката имаше некоја чудна содржина. Јас ето тоа го чувам, чисто како некој белек на нашиот растеж, нели, во професијата. Тоа е дел од нашето секојдневие. За овој конкретен случај, велам, добро е што почна и заврши со тој пример. Но во текот на професијата сме се соочувале како јавни личности, луѓе што не барале, не беа популарни мобилните телефони, по фиксни телефони да не добијат, да сакаат нешто да ни кажат. Сме имали и тој тип на конфликти и некоја упорност од некои гледачи наши, можеби. Сум го имала и тоа искуство, редакцијски да се звони во континуитет, со недели, за да се воспостави некој личен контакт со мене. Тоа беа моите први искуства, за да дојдам до последното, кое што очекував дека ќе има некоја институционална разврска. Многу сум разочарана зашто нема, бидејќи содржината на самата порака не само што содржеше навреди, омаловажувања по верска, по национална припадност, содржеше една форма која што сериозно ме исплаши. Зборувам пред се како човек, ние сите, нели, на ист начин го доживуваме стравот и не можеме да избегаме од тоа чувство што некој може да го предизвика. Преку онлайн медиуми, во инбоксот на Фејсбук, добив порака од лице кое што воопшто не е анонимно, не го крие својот идентитет, може лесно да се лоцира со име, со презиме. Во континуитет добивав пораки од таа личност, после особено завршување на некоја дебатна емисија, што ја водам, со навреди, со омаловажување, и сето тоа јас го игнорирав, бидејќи сваќаме дека е тоа составен дел од нашата работа и нема бегање од тоа. Но во едно од неговите последни пораки
Наведуваше точна локација каде работам, наведуваше точно време кога заминувам од мојата телевизија по завршување на дебатните емисии кои во принцип завршуваат 22 часот навечер и тоа време отприлика нели ја напуштаме телевизијата. И една од речениците гласеше требаше навреме да те пречекам пред телевизија кога излегуваш навечер од телевизијата, да те сопнам малку за да ти покажам некои работи како треба да изгледаат. Отприлика вака звучеше, но зборовите навечер да те сопнам таму кај што работиш и кога те видов требаше тоа да го направам. И тоа беше моментот, еден од посериозните кај мене што предизвика страв и вознемиреност. Пријавивте ли некаде, се консултиравте ли, побаравте ли помош? Во редакцијата за среќа работам во колектив кој што сме генерацијски луѓе кои меѓу себе се разбираме, поминуваме низ истото, го споделив тоа, го споделив секако и со самата телевизија, секако неприкосновена поддршка во секој момент и на секој начин. Но битката требаше да се води нели институционално. Пријавив и во Сдружение на новинари на Македонија, кои одлучија во пакет неколку засегнати новинари да пробаме институционално тоа да го докажеме и прикажеме. Во тие моменти имав две дилеми. Веројатно ова можеби е малку психолошки момент. Си велиш, ако застанам овде и го премолчам ова, би било добро за да не се испровоцира никоја натамошна реакција, која што може уште повеќе да ја загрози состојбата. И тоа е веројатно размислување на некоја жртва у наводници. Втората работа беше, па да, ќе ја водам битката до крај, ќе пробам. Секој треба да одговара за своите постапки, а институциите се тука нас да не заштитат, без разлика дали сме новинари или не сме новинари. Нели, пред законот сите сме еднакви, сите сме луѓе. Преку Сдруженијето на новинари на Македонија се концепираше тој пакет заеднички до МВР. МВР реагираше, бев, дадов исказ, ги однесов пораките, укажав дека лицето може би не е анонимно, еве има презим, има профил, дадов примероци од пораките, дадов изјава и како се чувствува. МВР рече сега на потек е обвинителството. Ние нели чекаме да си постапат институциите. После пар месеци добив известување од обвинителството. Не го земав еве со мене листот. Обвинителството не наоѓа никаква основа за покренување на било каква постапка. Во ниедна од тие реченици, односно зборови во последната порака, каде што се вели, не знам дали ова би било цензурирано, надвороците вери, предавничка, по национална не ќе да изговорам основа и реченицата завршува, требаше да те сопнам за да ти покажам навечер кога излегуваш од телевизија, да те подсетам на некои работи и да те сопнам. Обвинителството не препозна ниту еден основ за покренување на било каква постапка. Барем јас бев така известена. Дали тоа се случувало понатаму, не сум информирана, но со оглед на тоа што немам дадено никаков исказ, го добив тоа официјално, веројатно тука случајот почна и заврши. Сега веќе имаме законски измени кои се однесуваат на демнење и кои се однесуваат на делот на медиумските работници за прв пат. Дали верувате дека ова можеби ќе има поинаква разврска? Секоја интервенција, промена во законската регулатива, особено ако е по иницијатива и притисок на новинарите, нели работите да се сменат, би требало да очекуваме дека тоа што е ставено на хартија, нели, треба да ја олесни работата наша, треба да ни обезбеди побезбеден амбиент за работење, растоварен од сите овие работи, кои пак ќе повторам, се неизбежности и нема бегање. Може би и по оваа емисија ќе се случи некој таков нели спорадичен инцидент, составен дел од нашата работа. И тука завршува нашата приказна. Очекувам да за прв пат новинарите, мислам, адвокатите и здравствените работници се третираат како службени лица во тој закон и нападот врз нив, физички или вербален, се третира како напад врз службено лице.
За прв пат мислам дека е ставено и делото демнење. Да. Регулацијата... Демначо треба да е подолго време, има временска рамка, едно исто лице. Да. Веројатно има градација, дефиниција што значи тоа демнење и кој формат е, но добро е дека е ставено во законот. Јас не посакувам никој да се соочи со битка преку тој закон, не би требало, но добро е што го имаме дефинирано како дело и добро е што нападот врз новинари воопшто ќе се третира како напад врз службено лице, со тоа што нели во овој момент таа битка треба да се води преку некоја граѓанска постапка, не преку кривична, нели. Самите новинари треба тоа да го иницираат. Демнењето е многу специфична форма на насилство и иако не се сваќа сериозно, може да остави многу долготрајни и многу сериозни последици. Едноставно кажано се менува целиот живот на жртвата која што трпи демнење. Многу често се мисли дека тоа се некои непознати лица, меѓутоа моето искуство и истражувањата покажуваат дека се тоа најчесто бивши актуелни интимни партнери кои што нели не го прифаќаат одбивањето или оставањето на партнерот и продолжуваат да ги демнат. И на пример тоа е спецификата што дури да се пријавува, ако нема некоја закана, конкретно во моментот кога се случува демнењето, ретко кој ќе превземе нешто. И она што се случува е жртвата, најчесто нели жените, да комплетно се изолираат. Многу често се случува да добијат отказ или сами да се заменат од работното место, затоа што едно од местата кај што најчесто постојано ги посматраат и ги следат се работното место. Понатаму тоа се домот, блиски пријатели и така натаму. Значи го менува целокупното функционирање, внимава каде ќе оди, се помалце контакти има со луѓе. Еден аспект е вината, што ја чувствува, бидејќи смета дека нешто таа направила зашто ова и се случува, и срамот, нели? И вториот аспект е да ги заштити оние кои што и се блиски, така што навистина баш сериозно се одразува на секојдневието и на незиното функционирање. Се чувствува многу вознемирено, многу исплашено, се чувствува дека едноставно ја губи контролата врз својот живот, затоа што некој друг е тој кој што ќе одредува каде таа ќе оди, нели со кого ќе се гледа и дали ќе искача. Целосно се изолираат, затворени дома многу од нив остануваат, некои го менуваат и местото на живење, менуваат телефонски број, со изразени главоболки, со многу несоници, со огромна вознемиреност и страв, што сега и ако излезам, дали ќе го сретнам, дали ќе го видам, што ќе ми каже, што ќе ми направи, колку пропуштени повици ќе имам, бидејќи некои од сторителите успеваат да го најдат и новиот телефонски контакт, да вртат по блиски пријатели, да пишуваат пораки на мејл, на месенџер и така натаму. Така да голема вознемиреност за која што понекогаш е потребна дури и медикаментозна поддршка, за да може жртвата да се смири, да спие, да јаде и да ги обавува основните, нели, секојдневни функции. Па она што е битно е дека добро да се пријави тоа што се случува, меѓутоа тоа не е само доволно да се пријави во Центарот за социјална работа или во полицијата. Битно е да се добие таа психолошка поддршка за пред се првенствено да свати жената дека не е виновна и дека тоа не е срамно, да почне да стекнува доверба дека има тука за нејзе некој кој што ја разбира и дека може да се најде начин за да прекине таквото однесување и таа повторно да се ја врати контролата и да може нормално да функционира. Прво да го воспоставиме контактот, затоа што понекогаш и тоа е многу тешко, од стравот да дојдат, од стравот да се сретнат, од стравот, од срамот дека нели нешто се тие не во ред зошто ова им се случува ним. Потребно е време додека почнат да кажат што се случувало, како се случувало и како дошло и до ова. И понатаму полека да правиме план за безбедност. Значи најбитно е да се чувствуваат безбедни и полека да видиме што е потребата и која следна институција прва да ја вклучиме. Некогаш прво во полиција, некогаш во сериозна, нели, психијатриска поддршка доколку е потребна за тие несоници, за таа сериозна вознемиреност, затоа што жената доколку е во таква состојба, тешко ќе го издржи и процесот на пријавување. Така да, нели, зависно колку долго трае, какви последици веќе оставило, правиме план што е приоритетно за неа и тргнуваме од таму. Ризикот
да остане долготрајното чувство на страв, на вртење, на несигурност е голем, меѓутоа тука затоа се многу битни институциите, дали ќе дадат поддршка и ќе дадат сигурност и уверување дека да, ова не е прифатливо, не сме да ти се случува, ние ќе ти помогнеме да се спречи, или пак ќе остане сама со чувството дека ќе се справува со незините стратегии, со незините ресурси, многу ќе влијае, нели, на чувството дали за година, за две, за, нели, колку ќе биде потребно со сета поддршка која што ќе ја добие да се врати во еден нормален тек на функционирање. И мажите и жените се жртви на насилство во дигиталниот простор. Истражувањата покажуваат дека жените и девојчињата се несразмерно поизложени на овој вид на насилство. Што е онлайн демнење? Демнењето преку интернет вклучува употреба на интернет и други електронски средства за малтретирање, застрашување или заплашување на поединец или група во форма на сексуално вознемирување, несоодветен контакт или непосакувано внимание поврзано со животот на жртвата и активности на незиното семејство. И не е само демнењето како ново кривично дело. Јас морам да ја нагласам и сексуалното вознемирување кој што се воведе, исто така препознавајќи ги средствата за електронска комуникација како еден од начините како може да се изврши ова дело. Можноста да се биде анонимен и непостоењето физичка комуникација доведе до зголемување на храброста на учесниците во дигиталниот простор. Некои од нив не избираат зборови, ниту начин да ги пренесуваат своите мислења, што многу често вклучува и споделување вознемирувачка содржина. Вознемирувањата и нападите многу често доаѓаат од анонимни профили, така наречени ботови. Тие што користат виртуелни приватни мрежи и кои лесно може да ја прикријат својата трага во дигиталниот простор. Дигиталниот простор пред се социјалните мрежи овозможија вокализација на голем број индивидуи кои ја немаат таа можност во светот надвор од интернет. На овој начин голем број маргинализирани лица добија алатка преку која можат да ги изразат своите потреби. Но место демократска средина што ќе овозможи развој на општеството, се претвори во простор каде што се крши самостојноста на личноста. Покрај тоа што има сериозни последици по менталното здравје, неретко представува и закана и за физичкиот интегритет. И мажите и жените се жртви на насилство во дигиталниот простор. Истражувањата покажуваат дека жените и девојчињата се несразмерно поизложени на овој вид насилство. Последиците може да бидат многу сериозни. Покрај психолошките последици може да се случи и самоцензура и исклучување од јавниот живот. Нашите податоци со кои што располагаме се повеќе од европските земји како и од Америка. Податоците се фрапантни. Повеќето случаи кои што завршиле со фемицид, претходно 2 години биле демнати. И тоа се податоци за кои што мора да бидеме свесни и зошто толку и Истанбулската конвенција и граѓанскиот сектор и нашиот законодавец го препозна како дело кое што мора да се инкриминира, бидејќи е дело кое што може да превенира идни потешки облици на други кривични дела, како телесна повреда, тешка телесна повреда и ова најтешкото убиство. Заедничките карактеристики на злоупотребата преку интернет можат да вклучуваат лажни обвинувања или објавување на навредливи изјави, следење на нечија активност на интернет или локација на која лицето физички се наоѓа, закани, кражба на идентитет и уништување на податоци или манипулации со испраќање вирус до уредите на жртвата. Сајбердемначите можат да користат e-пошта, брзи пораки, телефонски повици и други режими на комуникација заради демнење. Суштествени елементи на тоа дело демнење се следните. Треба да е сторено од одредено лице кое во континуитет постојано се заканува, наблюдува или контактира со жртвата или неоправдано ја прогонува жртвата. При утврдување дали овие повторени дела се извршени од осомничениот или обвинетиот, треба да се утврди дали
дали тие активности, тие противправни действија предизвикале страв и вознемиреност кај жртвата. Судовите сепак мора да имаат позицијата на жртвата, например дали тие страдаат од одредена ранливост. Секако при таквите кривично-правни деликти поранливи се жените и децата. Понатаму делото бара исто така и намера. Мора да се разбере дека обвинетиот, односно осумничениот, има постојан контакт со жртвата и дека таквите негови активности, константно вознемирување, независно дали е офлайн или онлайн, преку било какви форми на комуникација, социјални мрежи и слично, е постојано, континуирано и создава одредена вознемиреност кај жртвата и предизвикува штета по психофизичкото здравје на жртвата. За да се сметаат за демнење преку интернет, овие дела мора да се повторуваат и мора да ги врши истото лице. Се зависи од каква е заканата. Ако е еднократна таа закана, тогаш тоа дело при вршењето на квалификација од страна на надлежните органи, обвинителство и така натака, може да се гони по друг член. Конкретно членот 144 кој се однесува на закана, каде што со посебен член имаме квалификувано дело кога е извршен према новинар кој се одржи родово базирано насилство и така натака. Што значи дека за се видат исполнети елементите на делото демнење, мора да се заканите во континуитет, вознемирувањето и слично. А доколку се работи само за еднократна закана, тогаш може да се изврши идентификација на тоа дело по друг член од кривичниот законник. Измените на кривичниот законник беа најавени за прв пат на 30 јануари 2021. Откако групата Јавна соба на социјалната мрежа Телеграм предизвика и бројни реакции во јавноста. Дали може да се заштитиме? Многумина мислат дека ова е невозможно. Сите ние го ставаме својот живот на интернет, од љубовен до деловен. Се случува толку брзо што немате време да застанете и да размислите како да ја сочувате својата приватност. Особено треба да бидат внимателни оние кои користат сајтови за запознавање, бидејќи овие сервиси се најранливи за демнење. Оно што можете да го направите е да се заштитите. Еве што ви носиме како информации за заштитување во таа насока. Како што имаме граници во секојдневното лице в лице, така мора да направиме и граници онлайн. Кога користите сервиси за запознавање, не го откривајте својот идентитет, име и презиме или бројот на телефон се додека не се сретнете со лицето со кое се допишувате. Менувајте ги лозинките кои ги користите за секој сајт, вклучувајќи го и e-поштата, Facebook, Instagram или кој било профил кој го имате онлайн. Прифатете барања за пријателство само од лица кои ги познавате. Не одговарајте на приватните пораки на која било социјална платформа доколку не знаете кој ја испратил. Со безбедни нагодувања на Facebook или Instagram, ограничете го пристапот до вашиот зид за сите освен за пријателите. Можете лесно да блокирате секој кој сомнително се однесува на социјалните мрежи. Не споделувајте конкретни детали за тоа каде сте или непотребни лични информации на која било социјална мрежа. Доколку некој ве фотографира или снима и сака да ве објави онлайн, имате право да го спречите. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Се надеваме дека законските измени конечно ќе донесат крај на многу случаи со демнење. Довидување!